политиката и економијата, како што кажавте, се многу често поврзани, не многу често, туку постојано, затоа што економските движења зависат од политичките состојби, дали во државата, дали во светот. Голем предизвик беше војната во Украина, руската агресија во Украина, затоа што не само Македонија, туку и целиот свет закрепнуваше од коронавирус кризата, каде што големите влади потрошија многу средства да ги помогнат и економиите. Да речеме, и Македонија имаше 6 пакети мерки за справување со коронавирус кризата, каде беа опфатени сите сегменти од општеството. Сумите кои што се трошеа се движеа од 17 милиони евра, 160 милиони евра, различни суми за различни делови од општеството. И кога се очекуваше, проекциите некаде по 2022 на почетокот, кога се очекуваше полека закрепнување на самата економија, закрепнување на бизнисите, закрепнување на стопанствата, закрепнување на државите, се случи војната агресија во Украина. Тоа создаде многу голем проблем и создаде многу високи цени на енергенсите, затоа што се покажа дека Европа пред се премногу зависна од гасот од Русија. Во текот на годините не се успеало да се создадат нови, а видовме во текот на годината дека има и други ресурси освен рускиот газ. Да речеме, ако имаше паника некаде таму февруари, март дека Европа нема да преживее без рускиот газ, сега имате информации дека потрошувачката и користењето на рускиот земен газ е на најниско ниво од секогаш. Од кога воопшто Европа и светот се снабдува со рускиот газ. Така да беше потребен период од многу месеци за да настане некаква стабилизација со енергенсите. Цената на струјата растеше на светските берзи од 400 евра па и нагоре, па се движеше надолу. Некаде минатиот месец веќе имавме некоја стабилизација на цената на струјата, а нормално сето тоа си носи своји предизвици воопшто во животот на луѓето, односно во стопанството. Бидејќи стопанството е зависно од енергенсите, под стопанството не се само компаниите, под стопанството е и храната, која што доживеа највисоки цени. Инфлациите, не е само Македонија исклучок, во Македонија реалната инфлација некаде достигна до 20%, но на годишно ниво се движи некаде 15%, а иста е состојбата и во Хрватска на годишно ниво, и во Бугарија, кои што се земји, да речеме, членки на Европската унија, а Македонија има многу послаба економија, во однос на овие две економии многу помала поддршка за разлика од нив, затоа што ние сме генерално зависни од увоз. Увозот е тој што прави голем проблем и затоа имаме всушност двојна инфлација и толку висока инфлација, затоа што и производите што ги увезуваме веќе имаат одредена инфлација од земјите од каде што доаѓа. Да резимирам, горе-долу 2022 година беше година на многу големи економски предизвици. Нашиот буџет беше исцрпен со претходните антикризни мерки, но сепак и покрај тоа беа издвоени антикризни мерки за енергетската криза од околу 250 милиони евра. Беше субвенционирана е струјата за домаќинствата, колку тоа и да звучи, се повторува константно и во медиумите, и владата го повторува. Има реакции од опозицијата дека тоа не е баш така. Просторот во економијата е простор каде што многу лесно може да се шират дезинформации или јас ги нарекувам најчесто манипулации со бројки, затоа што зависи сите овие сегменти како ќе ги протолкуват. Но во секој случај, така исцрпена економија, македонската економија, сега ова го кажувам во разговор со различни економисти. Различни економисти ќе ви го кажат истото, дека ако зборуваме реално, дека тоа е тоа што може да го направи, да речеме, и владата во однос на мерките, во однос на помошта која што ја давам во моментот, бидејќи толку има средства. Точно е, опозицијата реагира дека може да се зголеми помошта, може да се зголемат средствата, наместо 1500 денари да биде помошта 3000 денари, но никогаш не посочува од каде. Затоа што еве и јас кога сум како новинар, кога сум барала изјави, велат има средства во буџетот, но буџетот не е бесконечен. Ние добивме помоши од ММФ, што е многу значаен кредитна линија од ММФ. Тоа е многу значајно затоа што покажува дека сепак ќе се контролираат одредените трошења и не може да настане злоупотреба на средствата.
Исто така, значи, да се надоврзам на тоа дека конечно добивме статус на преговори, значи како земја со Европската унија, и сето тоа значи дека пополека во земјата ќе се случува стабилизација, особено во економијата. Тоа е многу специфично затоа што не оди ништо така брзо. Значи потребно е закрепнување, значи, на сите сегменти во стопанството. Фирмите пополека треба да се научат дека во Македонија плаќаат најниски даноци, значи не треба да се плашиме дека доколку им ги покачиме даноците, зборувам сега за големите фирми, затоа што овде се случува и мало дуќанче и голема фирма да плаќаат рамен данок. Значи се отвори и таа тема, меѓутоа поради реакција на стопанските комори во 2022 година се одложи за следната година, значи воведувањето на прогресивниот данок. Меѓутоа тоа е една тема која што неколку години се провлекува и нешто што е значајно затоа што тоа е еден од начините на кои што се погнат буџетите во најголемиот дел од државите во светот. 2023 година е година во која што не може да очекуваме 100% сигурност. Мислам тоа во изминатиот период и во комуникација со одредени компании кои што не инвестираат не само во Македонија, туку и инвестираат и во странство и воопшто, значи глобалната состојба со економијата е дека се очекува стабилизација, но дека повторно зависи од завршувањето на агресијата на Русија врз Украина. Иако мислам дека сега веќе нема толку голема зависност од енергенсите, значи пополека се преструктурираат пазарите на енергенси и дел од економистите очекуваат некоја стабилизација, можеби некаде кон септември, октомври следната година. Мислам, тоа не значи дека годината ќе биде лоша, значи во принцип после две големи кризи добро е и да има некоја стабилизација следната година, значи може да биде таа стабилизација и понатаму, но еве да бидеме оптимисти, ќе биде и следната да се очекува дека некаде би било околу септември. Тоа значи дека би се стабилизирале некаде цените, инфлацијата би дошла некаде до 7%, тоа се и проекциите на Народната банка и проекциите на буџетот. Буџетот е изгласан. Голем дел од, како што беа и препораките, значи на Европската унија, голем дел од средствата ќе се користат за ранливите категории, со тоа што се одредени неколку квоти на помош. Значи приоритет им се дава на малите предпријатија, кои што исто така треба да закрепнат оваа криза, значи за да не отпуштаат понатаму вработени, бидејќи тоа се сепак помали бизниси. Очекувањата се генерално дека и 2023 година ќе биде тешка, со големи предизвици. Јас би го цитирала професорот Ванчо Узунов, со кој што често комуницираме, кој што вели дека во вакви кризни состојби секогаш треба да се штеди, значи ние и како народ треба да се научиме да штедиме, значи да не имаме непродуктивни трошоци. Енергетска криза може да се заштеди и во однос на грејењето, може да се заштеди и во однос на некои други работи кои што се непотребни, за да се преброди целиот тој процес и за да можеме, значи, пополека да продолжиме понатаму, значи да го подкрепиме и стопанството, да го подкрепиме и воопшто животот на луѓето, значи да се помогнеме самите на себе.